Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва оваа работна недела, која што морам да признавам според тоа како започнува до прва ќе изобилува со настани. Денеска беше официјално пуштен експресниот пат Фариш-Дреново. Искрено не знаев точно каде се Фариш и Дреново, меѓутоа фактот дека од Скопје до Прилеп ќе се патува час и 15 минути ми дава за право да помислам дека некои работи одат на добро, некои и не. Ќе го спомнам она што се случува на релација, би рекол, не Фариш-Дреново, туку градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов и новинарот Драган Паловиќ Лата се една преписка која што според мене е надвор од стандардите, особено од градоначалникот кој што му се заканува на новинарот со практично со убиство, му вели јавно, внимавај како се вртиш, погледнувај позади себе, затоа што јас или моето семејство можеме да те стигнеме. Една наистина, според мене, не убава ситуација која што ми се чини треба да биде разрешена на нормален човечки начин, а не вака со овие јавни преписки и закани кои што не доликуваат на современието во кое што живееме. Или доликуваат на една друга земја пред многу години, на Колумбија. На Колумбија во времето на Пабло Ескобар. Ескобар, се извинувам. Зошто ја спомнувам Колумбија? Деновиве во Скопје се наоѓа она момче од Колумбија кое што многу ја сака македонската музика и кое што упорно изведува песни на македонски јазик во Колумбија и насекаде во светот. Да бидам искрен, докато требаше да биде вечерва и во емисијата, меѓутоа по сплетна околности не успеа да најде доволно време, ќе оставиме можеби за понатаму нешто со него, но затоа за вечера ви нудам гостин кој што е не помалку атрактивен, наш човек, македонец, кого животот го однел најпрви во Соединените Американски држави, потоа се стационирал во Британија, во Лондон, а сега живее половина година во Лондон, половина во Кали, во Колумбија. Малку ќе зборуваме за животот во Колумбија, малку ќе зборуваме за тоа што е негова основна работа, имено геополитички анализи. Верувам дека навистина ќе имате што да слушнете од мојот вечерашен гостин, господинот Христијан Мицевски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Се разбира, задоволството е мое. Христијан Мицевски, некој кој ќе го види насловот знае да се збуна да помислат Христијан Мицковски, премиерот, не е премиерот во случајот, туку е Христијан Мицевски, велам млад човек од македонска каменица, кој што животниот пат го однел многу далеку на други континенти и сега живее на релација Лондон, Кали во Колумбија. За Лондон знаеме. Ајде да речеме дека знаеме дел. За Колумбија многу помалку, она што го имаме како бледи информација дека тоа е навистина голема земја и по население и по територија особено. Меѓутоа знаат да играат фудбал, тоа не е спорно, меѓутоа главната асоциација секогаш била и секогаш ќе остане за жал Пабло Ескобар и Меделинскиот картел, кој што нели во 80-тите години беа најстрашните луѓе на светот во тоа време. Меѓутоа интересно сега во овој момент истиот тој Пабло Ескобар во Колумбија воопшто не е доживуван како злосторник, како голем криминалец, туку напротив како човек кој што работел за луѓето. Дали така? Да, и многу интересно во Колумбија, бидејќи, еве, например, тој потекнува од Медељин. Да. Пабло Ескобар во Медељин го гледаат, го чувствуваат како човек од народот, буквално, иако е нели најозогласен наркодилер. Да, а надвор од Колумбија се уште имаат многу негативно мислење, и мислам нема ни да се промени тоа, бидејќи реално и дава некоја лоша фама на Колумбија. Јас многу пати со мои пријатели од Англија, од Америка, па и од Македонија кога одам во Колумбија, и ме прашуваат дали е безбедно таму, како се осмели да одиш. Меделин е всушност, и тоа би го зборувавте пред емисијата, во овој момент побезбеден град од Скопје. Да, мислам статистички точно не знам како е на глобално ниво, али еве во Латинска Америка, кој што е символ на насилство е вакво, од најнебезбеден град во годините на Пабло Ескобар, најнебезбеден град во Латинска Америка, станува после тоа, после 90-ти години,
и еве сега во 2000-те години како најбезбеден град во Латинска Америка, кај што е еден интересен концепт направија и има премногу нови, не знам, сигурно гледачите знаат за тие фамозни сега ги викаат digital nomads, значи дигитални номади. Медеџин е еден од главните, еден од клучните 3 града во светот кај што таа digital nomad виза ја има. И на пример таму кога одам, како што слушаш шпански јазик, многу повеќе ќе слушнеш и англиски јазик, дури и холандски јазик, пошто има многу исто Холандија, има многу европејци. И интересно исто така земјата целосна, ама на пример самиот Медеџин го викаат градот или градот на вечната пролет. Бидејќи таму е совршена температурата. Така. Од прилика 25 до 28 степени цела година. Така, значи значи температурата е од 15-17 најниска до 27-28 највисока, али преку цела година е околу 23-25. Така да за мене на пример иако сопругата ми од Кали на пример е исто така е за него да спомнам, Кали има надимак El sucursal del cielo на шпански, тоа е како гранката на рајот. На рајот во земја. Верувам дека е така. Морам да признам, уште еднаш кога се вратиме на Меделин, оние информации што ми ги кажувавте дека не знам водите на бербери, гледате Пабло Ескобар на слика нацртан. Луѓето го и натаму го доживуваат како човекот кој што им направил добро во тој град, веројатно затоа што во тоа време и покај озлогласениот бизнисот кој што занимавал, тој таму на нив им бил практично работодавец. Да, така. Значи, е тоа за нас чудно, тоа е така. Посебно во тие во 80-тите години тој знаел дека нели наркобизнисот е најопасна работа, нелегално. И неговата стратегија била таква, на пример Комуна 13 познатата, таму и низ цел Медеџин тој почнал да гради згради, еден вид на социјални згради. Практично добротвор бил. Така, им ги изградил првиот стадион. Еве на пример и ден денес единствено метро кај што има во Колумбија е во Медеџин. Изграден од Пабло Ескобар, од парите на Пабло и ден денес таа единствената, наречеме една од најголемите разлики кај што на пример сообраќајниот хаос во Колумбија е страшен и во Медеџин може да се види таа разлика, значи кој бенефит го има направено тоа метро, а инаку еве на пример ти го кажав тоа и пред емисијата, нели? Многу интересно кога одиш на таа инфамозна алеја на тие наркодилери кои што бие убиени. Кои што се убиени. Значи, секое на гробиштата, да, така и сега го има нели гробот на Пабло Ескобар и таму можеш да видиш свежи цвеќиња и ми ја кажаа таа легенда урбана нивна, ама мислам дека е вистина тоа, пошто се гледа велат дека секој сабајле во 4-5 сабајле никој не знае кој е човекот, доаѓа, менја и става свежо цвеќе. Го менува и става ново цвеќе. Да, свежо цвеќе. Од респект за Пабло Ескобар и тоа е од 90-тите години, значи од 92 година навам. Вие сте стациониран во Кали, исто така прекрасен град, рековте во Колумбија, таму е вашата сопруга. Кали, барем за оние што ги гледале оние емисии, серии Наркос и така натаму, исто така е многу важен во тоа поднебе, дури во еден момент наркокланот од Кали е и посилен тој во Меделин. Меѓутоа повторно Кали денеска важи за една сосема современа, пристојна, културна, како да наречам, урбана средина во која што е сосема вред да се живее. Да, Кали картелот, познатиот идеј, тој е браќата Менендес. Тие се главните ривали на Пабло Ескобар. И поточно тие, например, во 90-те години ја формираат таа групата Лос Пепес, тие кои што фактички на крајот го убиваат Пабло Ескобар со помош на ДЕА и американците. Токму така. Кали, например, еве, ја би сакал повеќе нели да зборам на тоа позитивните работи од Кали. Апсолутно. Кали е главен град на салсата во светот. На салсата? На салсата. Но и многу убав танц, како да го наречам. Така, тој брзиот танц нивен. Кали е
еден од најглавните, мислам дека и најголемиот извезувач на извозник на шекерна репка. На шекер во светот, да. И тие се и цемент. Цемент исто така интересен податок што го видов за Кали е дека еден од главните изведувачи на цемент, да. А во глобала, на пример, кога збориме нели Кали и Медејин, кафето е нормално символ на Колумбија. Во двете и во Кали и во Медејин, посебно во Медејин, во Антиокија, регионот Антиокија е познат како најквалитетното кафе во светот. И јас морам да признам, бидејќи сме пријатели со господинот Мицински, го добивам тоа кафе кога се враќа од Колумбија и од Англија повремено, можам да ви кажам дека навистина е одлично, барем така вели мојата сопруга, јас не пијам таков вид на кафе, меѓутоа се согласувам тоа што ќе рече сопругата, тоа е вистината. Мицински, Богота се разбира е главниот град. Вие токму во Богота го најдовте ова момче од Колумбија кој што сега е во Македонија, што го спомнавме. Не ви беше тешко воопшто да одите од Кали во Богота, со оглед на големината на таа земја, не е тоа како во Македонија да тркнете од Скопје до Тетово или до Велес, туку таму се веќе многу поголеми патишта, меѓутоа таму го најдовте во Богота, нели? Така, да, мене пријатели мои ми го пратија во приватна порака на Facebook и нели како колумбиец пее македонски песни. Уште тогаш на почетокот не беше така нели популарен ко сега на пример, мислам да го знаат сите овде. И се сеќавам, беше малце тешко да му го најдеш нели приватниот профил, пошто имаше само група колумбиец пее македонски песни. Јас ми требаше некое време, го открив неговиот профил. И во авион и во Богота. Да, во пишав каде си во Богота. Јас сум во Кали, да се видиме, да и така. Значи авионов саат време и во Богота. И таму се запознавме. И таму ми ја кажа неговата нели приказна околу како тоа. Како се влюбил до Македонија. Бидејќи тој татко му е колумбиец, али мајка му е украинка. Но со Македонија нема врска човекот, реално. Да, така, никаква врска и сплет на околности. 2022, нели кога почна војната, колку што се сеќавам сега, он ми кажуваше дека со мајка му требало да одат во Украина, но нели почнала војната и каде да останат тие неколку месеци, решиле во Македонија. Да, и таму ми кажуваше како нели бидејќи зборува и украински јазик. Така. Му било лесно нели да ги слуша. Па сега од прилика. Да, не дека е колумбискиот баш, има логика. Да, и така му почнува неговата приказна, да кажеме, околу и еве, например, две години подоцна, 3 години ствари, тука и доста популарен. Имаш ли представа, имате ли, ќе се задржиме се уште на вие, колку македонци има во Колумбија, ги има ли воопшто? Ние со Јужна Америка имаме проблем. За во други земји можеме да кажеме макар во илјади од прилика. За Аргентина, например, и за Бразил знам дека има македонски заедници. Тоа го знам од Ивица Боцевски, амбасадорот во Бразил, кој што објаснуваше дека ги има, меѓутоа со текот на генерациите тие прилично се јужноамериканизирале, еве да речеме, и полека ги забораваат корените. Буквално стануваат аргентинци, односно бразилци. За Колумбија веројатно работат исто специфично таму. Сте начекале некогаш македонците? Да, јас. А да не се туристи зборува. Да, интересно е ова бидејќи еве имам уште еден случај во Лондон кој што македонец се женет со колумбика. Ама во Лондон. Во Лондон, да, и они живеат исто во Лондон, од Богота одат таму исто. Супругата моја е во Кали се уште сега, други македонци не. Мислам дека е голем проблем тоа. Мислам, усмисла дека ги немаме ние бројките. Знам дека еве ОМД, UMD имаше обиди и за во Латинска Америка, не знам како е сега. Како завршиле. Но тоа треба да се провери. Треба да се направи една сигурен сум една конструкција каде точно во светот има македонци, колку и да се. Така. Не знам, ако на Галапагос живеат двајца, зошто да не знаем? Точно, да. И сега посебно во овој технолошки дигитален свет кај што е многу лесно да се постигне тоа. Сигурно дека некој луѓе ги однел патот вамо и тамо. Вашата приказна впрочем е тоа, еве живеете во половина година, секоја половина година практично во Колумбија.
и затоа што се познаваме можеме да комуницираме, иако вака човек не би знаел. Колумбија, се уште сме во Колумбија, потоа ќе префрлиме на некои други теми, е прилично успешна приказна во Јужна Америка. Зборуваме за земја кој што имаше проблеми дефинитивно со наркодилерите, бидејќи е најголемиот извезник на кокаин, освен ова што го наброивте вие, освен репката, тие и со кокаинот беа добри. Имаа проблеми со оние колумбиски комунистички екстремни ФАРК, како се нарекуваат револуционери кои што се кријат по џунглите и така натаму, но и покрај се оваа држава има сериозни резултати во економија, сериозни резултати во демократските процеси, ако сакаме зборуваме сега за една држава која што може да си го заземе своето место во редот на баш цивилизираните. Или грешаме? Да, интересно за Колумбија е исто фактот дека е најстар амерички сојузник во Латинска Америка. Зборуваме за сојузник на САД конкретно, така, да. Постојано 100 години и повеќе. На 100 години уште ствари на времето кога нели било Гран Колумбија, па потоа Панама се одвојува, се прави Панамскиот канал, но Колумбија и тогаш и традиционално и сега ги држи тие традиционални врски со САД, има многу договори подпишено, трговски договори, размена, соработка во безбедносниот сектор, да. Иако во овој момент прв пат, после не знам векови веројатно, на власт во Колумбија е левичар и тоа од она ултра левица. Како тоа се случило? Просто не ми е јасно. Тоа беше се заситија луѓето од десничарењето, што или? Да, интересно е бидејќи на пример во Колумбија уставот од 91 година ги менја многу работиве, посебно нели во политичкиот дел. Таму од самото настанување на Колумбија две партии целосно биле на власт, значи либералната партија или конзервативната партија. Американската приказна повеќе или помалку, добро. 91 година, бидејќи нели до 80-те години имаат проблем нели со наркодилерите, со дрога, со политичко насилство, тие прават измени на уставот 91 година и од тогаш го отвараат реално нели и за други партии. Така и за други партии, така се раѓа партијата Центро Демократико, кој што е десно, да речеме не центар десно, она го носи титулата Центро Демократико, центар десно, али е малку подесно, да речеме, значи права десничарска партија. Таа е таа која што има најголем успех од тогаш, и има сега еден вид на коалиција на ултралевичарски партии, пакто историко, они го нарекуваат тогаш како историски пакт кој што се соединија и за прв пат, тоа го зборав нели пред емисијата, за прв пат од повеќе од 100 години победува левичарски кандидат и тоа ултралевичарски кандидат, кој што од 2022 до година се изборите исто таму. Но тоа не ја менува, сакам да кажам, она позиција на Колумбија во смисол соработка со САД и така натаму. Не се осмелува тој левичар. Имаше обиди, се сеќавам дека проба нели Кина со Belt and Road иницијативата и таму. Еве на пример сега за вториот мандат на Трамп, тој е првиот кој што влезе нели во конфликт со Сепак Јужна Америка е предворието на САД и тешко е таму да се пробие било кој. Уште една работа морам да прашам за Колумбија. Реков на почетокот, сега го пуштија патот кон Прилеп. Николовски министерот за вице-премиерот се извинувам и министерот рече дека е се поместена цела планина практично за да направиме пат. Еве сакаме да му веруваме. Помалку ми е за жал ќе речам што ние во 2025 година се радуваме на изградба на нови патишта. Тоа требало да биде завршено многу порано, меѓутоа некој гледал други работи. Во Колумбија патиштата може да се споредат со нашите? Во Колумбија инфраструктурата, посебно на хајвеј, нели на автопатиштата, се на ниво на Америка, можем да кажем. Тоа значи на високо ниво. На високо ниво, добро одржани, да кажеме. Во урбаните средини, еве на пример, тоа го зборавме нели пред емисијата, сообраќајниот метеж е еден од проблемите кои што го имаат и тие, и на пример таму имаат една интересна политика донесено,
секој сопственик на автомобил еднаш во неделата, базирано на регистарските таблички, не смее да ја вози, да ја употребува својата кола. А тоа е обид да се намали сообраќајното. Да. И тоа функционира? Да. Сега има многу луѓе кои што имаат во фамилијата две коли, така, менјаат. Но еве како идеја можеби за Скопје не е лошо, апсолутно. Тоа сакам да кажам дека како идеја интересно пример. И како се прави тоа? Врз основа на бројот на регистарската табличка се земаат броевите, да речеме последниот број, тој до тој број. Например, денеска бројот 1, тие што завршуваат на бројот 1 или 1 и 2, да речеме, не смеат да возат од сабајле од 8 до вечер до 8. Наредниот ден, да речеме, 2 и 3, 4 и 5. Мене лично ми се допаѓа, кој ќе ми текне на гужвите во Скопје, понекогаш мислам дека и ова решение би дало резултат. Да се прифрлиме сега на вториот дел од вашиот живот, условно кажано. Вие работите како геополитички аналитичар во една сериозна фирма во Лондон. Имате навистина интересен животен пат, сега да не го раскажуваме целиот ваш животен пат. Тесно сте поврзани со американските конзервативци, се соработувале со нив. Еве да откриеме една анекдота, условно да кажам, сте имале лична средба со Доналд Трамп Џуниор, синот на Доналд Трамп. Не е баш лесно таков човек да се сретне воопшто, а камали да се разговара со него. Меѓутоа вие сте долго време во таа приказна, имате привилегија на сите американски избори, впрочем вие сте тамо во Америка, ги следите, учествувате во нив со одредени активности. Меѓутоа сега сакам да позборуваме за делот со Англија. Вие сте стациониран во Лондон, екстремно скапиот, екстремно важниот Лондон. Нема да прашам како преживувате тамо, сам си знаете. Навистина е луксус да се живее тамо. Меѓутоа, сега Британија за нас стана многу важна од едноставниот факт дека го подпишавме тоа стратешко партнерство со Британија, кое што вклучува многу елементи, иако овдека главно се фокусиравме на парите што ќе ги дадат британците за да градиме железница. Стандард, кај се парите? Ние со парите сакаме да знаеме, веројатно затоа не бива со пари, бидејќи само за нив размислуваме. Па ме интересира тој поглед од Лондон, условно кажано. Вие сте македонец, велам, меѓутоа веќе со британски пасош, плюс да откриеме и тоа. Како се гледа во Англија, во Британија на овој договор со Македонија? Претпоставувам дека не беше ударна вест која што не знам разбива тамо. Многу поважни работи имаат, за нив Македонија е несразмерно помала и помалку важна, но велат дека британците пари не даваат туку така. Тоа значи дека овој договор со Македонија морал да добие одредено место во нивниот јавен простор и мора да биде веќе оценета со оглед на фактот дека британците се особено аналитични, тие мерат се. Што велат во Англија за договорот со Македонија? Да, беше доста покриено исто од неколку медиуми кај што јас следев. Интересно е пошто тој е првиот стратешки договор на Англија пост Брекзит. Откако ја напушти Европска унија, така е. Да, така. И еве јас пишав една колумна пред некое време, баш го анализирав подетално договоров, стратешкото партнерство. Ние сме единствена земја во централна и во југоисточна Европа кај што кај што Англија има стратешко партнерство со нас. И интересен податок беше ова, дека 6 милиарди евра е целосниот пакет, а тоа е впрочем поголема сума на пари од годинашниот буџет на Македонија. На Македонија, така, да. Друга ме интересира, вака, што значи за британците овој договор? Јасно ми е дека тие имаат интерес, она е воопштената фраза, да, тие имаат интерес на Балканот, сакаат да бидат присутни, меѓутоа зошто баш Македонија? Зошто баш со нас, зошто токму сега? Ја мислам дека генерално тоа што се збори таму е дека таа политика на Global Britain која што и конзервативците ја најавуваат и лабористите. Global Britain. Да. Глобална Британија. Така. Тоа е нивна стратегија, еден вид на доктрина кај што да не има секаде присутни, така. Така, да. И едноставно они сега гледаат шансата во Западен Балкан, посебно еве на пример во Македонија, бидејќи со преговорите се се закочени, да кажеме, условно кажано. Многу се закочени. Да, и мислам дека британците се познати по тоа.
нели таа фраза они обично многу ја користат seize the moment. Зграбчи го моментот, да. Seize the day е големиот израз на грчкиот филозоф, меѓутоа тука е исто британската фраза, зграбчи го моментот, значи лови тамо каде што може. Така. Македонија не представува закана за Британија во ниедна смисла. За нас е добро Британија да ни биде стратешки партнер. Повторно велам, она што нив им значи е, самиот го објаснувате, сака да ја имаат својата рака, условно кажано, секаде, меѓутоа нова се гледа од пријателски аспект. Да. Може да се насетим натре дека има некаква позадина која што ние овдека не ја чувствуваме во некоја негативна смисла или апсолутно се пристапува окей, овие тамо некои на Балканот сакаат да излезат од дупката во која што се најдени, ајде да се најдеме на средина. Така, па да, бидејќи и самата Британија е таа која што лови, нели, нови пријатели, нови сојузници, бидејќи сега сме во таа ера на, ја се уште не би рекол, нели, мултиполарен свет, но еден вид на ера на, да, но еден вид на, ја користам фразата агилни сојужниства, кај што и двете, да речеме, сојузници ги гледаат моменталните интереси кои ги нудат, например Македонија, и треба тој инвестициски, нели, импулс од страна на Британија. Знаеме, например, дека Франција, да речеме, некој традиционален партнер на Србија. Така. Германија со Хрватска и со Бугарија, апсолутно. И британциве, како што кажав, го видоа моментот и не го пропуштаат. Така. Тоа значи дека овдека ситуацијата може да биде вин-вин. Така, ако бидеме паметни, ќе биде зависи од највеќе од нас. Ја тоа многу пати го потенцирам и со американското, нели, стратешко партнерство. Да, како ќе се поставиме капацитетите на нас. Ќе се префрлиме на сад малку подоцна и натаму ме интересира делот со Британија. Многу не плашеа овдека, условно кажано, дека британците сакаат и целава работа ја прават за да ни донесат овдека илегалните имигранти што ги враќаат од таму, мислам нешто што нема блиска врска со реалноста, ниту имаме капацитет за такво нешто, ниту британците се ненормални, па сега ќе ни донесат нас тука 100.000 сомалици. Нема да се случи. Да. Оние имаат таа, нели, Раванда ским, нели, шема кој што се обидува во Руанда да ги праќаат. Да ги праќаат, тоа падна на хај кортот кај нив. На Врховниот суд во Британија. Така, да, и они нормално сега зборам сигурно, значи, нели, преговараат со, они кажаат, со неколку земји, Србија, Македонија, Босна, балкански, да, и повеќе и во друг регион. Бидејќи имиграцијата во Англија, исто како во Америка, е еден од најжешките прашања внатре, и еве, например, едно од прашањата кај што Реформ како партија зема толкав замав. Еве, например, не знам дали го следеше инцидентот вчера на Гластонбери фестивалот, кај што ова е сега веќе пред 2 сати кажа дека и криминална истрага ќе има за ова, затоа што BBC во живо го пренесуваше и имаше чанц, имаше скандирања Free Palestine and Death to IDF. Кој што е тоа е израелската армија. Да, тоа е hate speech, тоа е incitement of violence. И сите реагираа, нели, као дека се згрозени од овој инцидент, да кажеме, но BBC ќе биде најголем на удар. И во тој момент, еве, например, гледав како Најджел Фареш и Реформ го seize the moment, што викаме, го публицира во социјалните мрежи. Најджел Фареш сега имаше многу интересна пресметка, условно кажано, со Еди Рама, премиерот на Британија. Ги обвини албанците практично дека се едни од најкриминализираните во Англија. Процентуално кога ќе се земе, тоа може и не е далеку од вистината, но Еди Рама прилично симпатично го одговори. Најголем дел од затворениците во затворите во Англија се албанци. Да. Но Еди Рама тука на еден шармантен начин му одговори: дојдете во Албанија да се одморите, направи со вештачка интелигенција ние фотографии како со Фараш се седат на плажа и така натаму. Браво за Еди Рама, меѓутоа Фараш има своји адути во рака. Британија навистина е едно општество кое што, благодарејќи на фактот дека имало колонии толку време и дека е ужасно богата земја, едноставно е магнет за имигранти од целиот свет. Впрочем, вие сте имигрант, меѓутоа вие сте легален имигрант, кој што добил документи, кој што работи тамо, но кога ќе видите колкав број на луѓе доаѓаат тамо, буквално со оние чамци се обидуваат да поминат преку Ламаш, тоа воопшто не е пријатно.
Така, инаку во Британија на пример поголем проблем е таа така наречена семилегална полулегална. Полулегална, Што значи тоа полулегална? Тоа е на пример најголем број од тие луѓе се луѓе кои што дошле да студираат. И визата им дозволува да донесат со нив dependents. И тој што има деца, што има жена, си ги носи си ги носи со себе, кој нема, родителите ги носи. И потоа аж враќање? Така, и нешто ми е познато ова, добро. И едноставно системов од година до година имаше таков притисок кај што веќе сега последните 2-3 години ова се осеќа во сите слоеви во општеството. Затоа и еве на пример многу нетипично Labour партија, нели левичарска да речеме партија, работничка партија, една од работите кои што ги ставката да речеме во буџетот, кој што сега ќе праве нели како еден вид на ребаланс на буџетот, главната ставка за кратење беше во велфер системот. Тоа е системот за заштита на... Тоа е за бенефиции, така, системот за бенефиции, бенефицирани, е така. Пошто бидејќи они видоа дека има огромен број на луѓе кои што го злоупотребуваат системот. Значи имаше неколку, еве на пример имаше пред месец дена за имигранти главно. Да, и имаше верувам дека англичаните сами по себе се измамници повремено, меѓутоа тоа сакав да го кажам, пред месец-два имаше бугарски брачен пар, еве сега ги осудија на мислам дека на 20 години така. Тие со години носеле луѓе со бугарски лични карти, пасоши во Англија, ги регистрирале таму и по еден месец, по 2 месеци почнале да бараат бенефиции, дека немаат работа, дека нели дека класична злоупотреба. Да, и тоа со години и збориме тоа е само еден пример на брачен пар кој што ги фатија и збореа околу 50 милиони фунти. Злоупотреба. Браќата бугари се снашле и тамо. Морам да ве прашам околу Британија за вашиот втор дом сега. Трет дом практично би дошло. Да. Колку е тешко како без разлика да не звучиме расистички сега, сепак ние сме бели европејци, меѓутоа објективно балканци, за ние сме сепак тамо источна Европа. Колку е тешко човек да се пробие во тоа општество? Кога мислам на пробие, мислам на вашиот пример, не мислам на нашите момци без никаква навреда да не ме свати некој погрешно и девојки кои што да тамо па живеат во некоја комуна, берат јагоди, келнери се и така натаму, кои што со англиското општество немаат некоја голема релација, све што живеат таму. Зборувам за вашиот пример, да работите во сериозна фирма, да бидете член на сериозни организации тамо каде што самото членство е многу скапо, да живеете на одреден стил на живот кој што е ни малку ефтин. Колку е тешко да ве примат во британското општество? Ова е интересно што го спомна, бидејќи јас од многу пријатели, нели, посебно и таму што знам, невозможно е, нели, да се асимилирате, да се интегрирате, не даваат. Еве ја ќе ви кажам мојата лична приказна. Ја отидов во септември 2017, практично во декември, мислам дека беше 1-2 декември, ме повикаа на интервју во White & Case, тоа е значи третата најголема адвокатска фирма во светот. Добро. Америчка. Го поминав интервјуто, тоа беше не знам четврток или петок, во сабота на неработен ден ми се јавија и ми кажа you're in, can you start Monday? Веднаш во понеделник може да почнете, да. Нормално, пресудно беше моето искуство во Америка, едно време живеав и во Дубај, така да тоа меѓународно искуство беше пресудно да кажеме, али тоа сакам да кажам дека не почувствував било каква дискриминација. Во ние избориме за white collar, значи за бизнис кој што адвокатура, кој што се момци се прилично да и строги, нели мораше да поминеш и background checks и такви работи, али самото тоа што нели
во четврток или петок беше интервјуто, во сабота на неработен ден ми се јавија. Кажува многу, значи кога е во прашање квалитет, кога е во прашање, па повторно британскиот интерес се до момент. Да. Човекот одговара, ги исполнувате условите и тука завршува. Но што е со оној приватен дел условно кажано? Јас колку што знам, вие се дружите, освен со колумбиците, се шегувам поради сопругата, вие се дружите во британското општество и со британци, с разбери со македонците имате контакт тамо. Меѓутоа во тоа што колку е тешко воопшто да бидете пријател со британците. Зборам приватно, зборам приватно. Добро, британскиот начин на живот е нешто слично на американскиот, да речеме, во таа смисла. Работа дома, работа, така да не е дека има некоја, комуникација која тука, нашите стандарди, и правила, седни во ресторани 4 сати кафе. Но можам да кажеме, например, јас сум член на конзервативната партија, активно и во избори, сум бил таму веќе во неколку избори, со британциве, например, еве кога сме биле во GCHQ и во таквите, во никој момент, еве да речеме, не сум почувствувал нешто како ти си имигрант и тоа не си наш. Добро, да не забораваме дека градоначалник на Лондон во 3 мандати е Садик Кан, човекот кој што 100% не е британец, зборувам како роден по крв. тој е роден, меѓутоа човекот е индиец, не пакистанец. Пакистанец, тоа значи дека е таму тие предрасуди дефинитивно се завршени. Во Лондон специјално поточно во Лондон такво нешто во многу мал дел, значи од да речеме од општеството би можело нешто такво во да речеме веќе кога одиш на северот од државата може ќе се појават некои такви условно кажеме расистички случаи, но тоа исто така треба да се види од нивна страна, бидејќи на пример еден Бирмингем, еден Олдам, еден Лестер. Таму има огромен број на луѓе кои што им прават објективно проблеми. И тоа ти викам на пример муслимани кои што се мислам дека се шија муслимани кои што доаѓаат таму, кои што не сакаат да се асимилираат, кои што си ги носат своите обичаи, да речеме таму. Па во ред да ги носиш своите обичаи, а мора да почитуваш правилата на земјата во која што си. Да, а тие де факто одбиваат на тоа и буквално како што викаат американците, it changes the fabric of the country. Буквално го менува коренот на општеството. Така на општеството. Челси или Арсенал? Челси. Иако секој што го познавам, посебно британец, за Арсенал. За Арсенал. Во Македонија има голем број на љубители на Ливерпул и моите пријатели се главно навивачи на Ливерпул, но тоа се нивни и колумбиците се главни навивачи на Ливерпул. Навистина? Да, тој Луис Диас, јас не го знам тој колумбиец, али таква фама има, таков престиж, кај што еве на пример ја кога сум во Колумбија, моментов кога спомнам дека сум од Лондон, да речеме, од Британија, дека сум македонски британец или како и да е, моментов што го спомнам тоа одма реакција дека Лучо Диас. Ајде да се префрлиме малку сега на останалите американски држави, со вас може да се разговара вака глоб тротерски и тоа е навистина единствена можност. Вие сте работеле и во САД со конзервативци, републиканците, да бидеме конкретни во САД. Спомнав дека сте имале средба и со Доналд Трамп Джуниор. Американските избори се многу специфични, поинакви од сите во светот и таму е кампањата перманентна практично. Никогаш не запира. Доналд Трамп што се вели вчера дојде на власт, меѓутоа веќе кампањата трае за една година ќе бидат тие семи, како се нарекуваат, избори во midterms, среден некој термин, како да го наречеме, каде што не се председателски. Така е, кога не се председателски, меѓутоа одат заедно сите други, за сенатори, за гувернери, што и да е. Како изгледа, ме интересира да се биде дел од политичка кампања за избори во САД, каде што гледаме дека работите функционираат точно по часовник, како што се вели, по стрелките на часовникот, каде што е сето тоа многу бурно, многу гласно, а во исто време прецизно, точно, по сите нишани што се вели. Да. Јас на неколку наврати бев таму, ја земав учество, последното беше во 2022, не може в 2024 за председателската кампања, 2022 бев во Северна Каролина. Добро. Таму бев дел од тимот на сенатор Тед Бат и конгресменот Бо Хајнс. Тој, за жал, конгресменот не победи, мислам кандидатот за конгрес, а сенаторот Тед Бат победи во Дистрикт 13.
Кај нив, например, јас бев во околината на Ралеј. Ралеј е главниот град во Северна Каролина. Така. Главно, нели, урбаните делови се секогаш демократи. Suburbs, предградијата, така, и руралните области се републикански. Тоа е стандард. Тоа е Големите стандард. градови се демократски. Кај нив, например, има многу технологија, да кажам, значи базирано е све на data. Значи така тоа е главниот фокус. Го имавме тоа што, например, еве, знам дека и тука во Македонија имаше, нели, од врата на врата, или како беше така, да. Тоа е исто концепт кој што во Америка, например, еве, ние го практикувавме во Норт Каролина. Во 22-а, нели, спомнавте, кога заврши последната недела пред завршувањето, ме префрлија во Мајами Дейт. Тоа беше кога беше изборот за Рон Де Сантис за гувернер и за сенаторот Марко Рубио, кој што сега е државен секретар на САД, така. Јас бев тогаш поканет и на VIP забавата. Можев да се сретнам со сенаторов Марко Рубио, го гледав. Така го видовте? Да, и го слушав неговиот winning speech. Говорот поздравен по победата, така. А пред 3-4 дена претходно ме поканија исто да присуствувам на митинг на Трамп. Го видов и Трамп таму и имав една кратка средба со Доналд Трамп Џуниор, каде што тој промовираше книгата на татко му, на председателот Трамп. Каков човек е тоа? Знаме дека доаѓа во Србија доаѓа. Так. Тамо гради нешто. Не, тоа е се извинувам, тоа е другиот, така, Зетот, се извинувам. Меѓутоа овој Доналд Трамп Џуниор често пати се спомнува во приказната затоа што едноставно му е син најмогниот човек во светот, а и самиот покажува одредени амбиции. Така, тој е најекспонираниот, да кажеме, член на семејството на Трамп. Види, имавме прилика да размениме, нели, неколку зборови, видов како кога пристигаше, дојде со синот, некое минимално обезбедување, 1-2 луѓе кои што е нетипично за Америка, посебно, нели, на митинг на Трамп, кај што, нели, врие од обезбедување. Па добро, објективно пред некој месец ќе го убие човекот сега. Да, два пати. Ако сме реални, гаѓа со снајпер, така е. Без скрипта, без, како да кажам... Тоа ме интересира. Делува... Дојде, почна да се зафркава со сите, почна да прашува кој од каде е и тоа беше многу интересно. Ја му кажав дека дојдов од Лондон, UK, као на почеток вака... Не знае и тоа дека нели не сум американец, тоа беше многу онака нетипично, као не си ни американец, не живееш ни тука, си дошол, нели, да помагаш, и беше многу интересно. Направивме заедничка слика, ми ја потпиша книгата на татко му и така. И отидовме после да огледаме, да го следиме митингот на Трамп. Сега се приближуваат велама новите мидтерм избори, како што ги споменавте, во САД. Доналд Трамп има во најмала рака, ќе речам, контроверзно владење. Ако сме реални, тоа е најмогниот човек во светот, несомнено, меѓутоа факт е дека онаа војна на царините што ја поведе со целиот свет, која што сега повторно можеби ќе се разгори. На 9 јули. Да, на веќе за неколку дена, ова што се случи со Иран, со вклучувањето во војната од страна на САД, она што се случува со Украина. Имате впечаток дека во американското општество и натаму има силна поддршка за Доналд Трамп или таа полека паѓа? Ако ги гледаме анкетите, например, еве допред месец дена беше еден од најнепопуларните. Дури во последните 100 години велеа дека во првите 3 месеци, нели? На поддршка. Анкетите покажуваат дека е неомилен. Неомилен, но гледајќи го последниот месец се гледа дека полека се враќа, да речеме. И еве сега гледав дека негде 46-47 approval рейтинг има, кој што е доста солидно, поддршка за нели во тој период. Мислам, мораме да го земеме во обзир тоа дека тоа е Трамп. Така. Тој е секој пат нели контроверзна личност. Тоа не се менува. Така да
Но во исто време демократите се во длабок проблем, во длабока криза. Нешто како СДСМ во Македонија. Ајде не правиме паралели, меѓутоа така ми делува. Дека навистина се во криза. Да, бидејќи имаат они таков сега раздор во внатре кај нив, кај што ултра левичарскиве, нели тие woke, leftist, etc. Woke движењето, да. На Оказио Кортес и таа екипа, во исто време има некои, например, да спомнеме ова што се случи сега во Њујорк. Нели имаат праймери демокративе и победи буквално социјалист. Сега тоа е интересно, бидејќи тука влегуваме. Победува кај демократите човек кој што исто така не е американец по род, условно кажано, тој е од Уганда, ако не се лажам. Со индиски, мислам, со индиски примеси, Зохран се вика или Зоран, не ме факајте за збор, Зоран. Брат се вика Зоран, па ми е интересно. И Зохран има шанси да победи на изборите во Њујорк. Трамп реагираше бесно, рече зарем ќе дозволите комунистички лудак да го води Њујорк. Баш така, бидејќи ова е на пример нешто кој што го немаме видено до сега за Њујорк. Њујорк е типично, нели, либерален град, како Лондон, но и со ова имаше некој вид на, да речеме, баланс на некој модерат, еве на пример Ендрю Куомо, кој што беше гувернер на Њујорк, тој трчаше во истите праймери и изгуби. Од овој Зохран, да. Сега нормално изгуби затоа што таму на пример они сега имаат еден вид на гласање, rank choice се вика гласањево, тоа е нешто што го имаме ние во Лондон, во Англија. Лично мене не ми се допаѓа, али го има тоа е кога нели ти одиш на гласање и имаш 5 или 4 или колку се кандидати, имаш по ранкинг и ти гласаш. Кој ти е твој прв избор, втори избор, трет, четврт, иако тој што е нели со највеќе гласови како прв избор е под 50, се елиминира последниот. И така се доаѓа до последните. Сега во Њујорк, јас се кога зборам сега со луѓе, со пријатели, им велам сега е многу интересно бидејќи луѓе во мислат нели демокративе нели го имаат кандидатот што го имаат, дефинитивно ќе победат, но во таа трка се вклучува како независен актуелниот градоначалник Ерик Адамс, се вклучува пак Ендрю Куомо, иако он нели проба како кандидат на партија, меѓутоа има право и како независен и од републиканциве бизнисмен. Мислам дека тој анти-Riot некоја група има создадено, не се сеќавам, Слива, мислам дека така се вика, човеков, така да сега ќе ги видиме првите анкети, ќе почнат првите кампањи, но веќе се гледа дека медиумите, социјалните мрежи се преплавени од изјави од Зоран. Например, кога кажуваше defund the police, значи дека нели да ја елиминираме полицијата, буквално. Тоа е многу чудно што се случува во САД. Од една страна имате политика на Трамп и на неговите одржувачи кои што бараат практично да се реши проблемот со илегалните имигранти, бидејќи да збориме реално Америка е земја на имигранти. Точно. Оние култри индијанци сега да не ме сватат некој погрешно се единствените што може да речат ние сме суштински дома, сите вие ни дојдовте. Тоа е така. Меѓутоа зборуваме за илегални имигранти кои луѓе кои што влегуваат преку жици и преку огради во на југот на земјата, се обидуваат да се справи со нив, меѓутоа во овие големи центри, особено во Њујорк и во Лос Анџелес, практично локалните власти кои што се главно демократи ги бранат илегалните имигранти од сопствената држава. Еден многу специфичен момент. Да, Гувернерот на Калифорнија буквално се закануваше дека нема да дозволи да влезат на оние протести како се вика гардата национална и така надам. Едноставно, вистина ли има во оние тврдења, ве прашувам сега, дека до таа мера е поделбата во американското општество, што на вистина може да дојде до внатрешен конфликт, кога зборуваме за конфликт, не мислам на политички, туку зборувам за конфликт во она суштинска смисла на збор. Да, граѓанска војна. Има премиси за такво нешто или е сето тоа напумпано? Види, поларизацијата во Америка е на некое ниво, да речеме, невидено историски до сега. Да, па кога била војната во Виетнам, нели, 70-тите, 80-тите, 60, да, тоа е нели еден вид на кај што се гледа
тогаш дека имало таква голема поларизација. Критична поларизација. Да, но тоа така. било таа поларизација тогаш било генерално анти и про војната. Така. Сега е имаме нешто друго. по партиски линии и тоа ја многу пати на моите пријатели, на американци им го кажувам, викам сега дојдовте на ниво на буквално на Балканов кај нас. Ние сме така поделени, партиски, поларизирани, што Америка стана балканизирана. Да, буквално. Така е. Да, и нико еве на пример за Лос Анџелес е символ нели на таа илегална имиграција и таму на пример во Америка го има тој термин sanctuary cities или нели заштитнички градови. Заштитнички градови, тоа е правилниот превод. Тоа е тоа ако влезеш таму ќе бидеш тоа е сигурен. тоа кај што градската администрација, локалните власти, напротив, ти нуди чепка, полицијата исто така, да. Се додека нели не го прекршиш законот, у смисла ти сега како нелегалец, иако ти го кршиш законот, така, да. но да речеме нели криминал у смисла убиство или разбойништво во овој втор мандат Трамп реши да се пресмета со нив силно, у смисла реши да ги искористи сите алатки кои што ги има. И затоа кажав, Лос Анџелес е сега символов на, нели, да речеме на тој првичен судир, бидејќи таму видовме сцени кои што и за мене беа шокантни. Гледавме како нели ICE, тоа е агенцијата Immigration and Customs Enforcement, така. тоа е агенцијата федерална задужена за имиграција, за илегални, да. Таа влезе, се соочи со такви саботажи кај што гледавме во утринските програми, во радиопрограмите на локалните радија во Лос Анџелес, луѓе водителите кажуваат еве на ова место има ICE агенти, ваму има кој што ги ја доведе. Буквално им соопштуваат на луѓето. Да, на луѓето каде се. На пример кај нас ќе ти кажат внимава има полициски радар, не знам, таму и таму. Да. Буквално тоа се случуваше. Не сум го знаел, ова информација не сум го знаел. Ова вистина отиде на овој екстрем. Да, во лайв стримови правеа и ги таргетираа луѓево и дури бараа да ги сликаат луѓево па да ги шеруваат нели по социјалните мрежи кои што и тоа беше главниот момент зашто Трамп реши да ја активира националната гарда и дури направи таков нели еден преседан да речеме актив милитари употреби 700 маринци. Зборуваме за американската војска, а не гардата. Да, тоа е нешто кое што се нема видено. Националната гарда се активира во многу случаи кога има нели природна непогода, така е, да. Како и да, али активната војска никога до сега, да, бидејќи сцените кои што ги видовме беа буквално на анархија. И беше шокантно дури и за луѓе кои што знам дека се нели традиционално гласачи на демокративе, но нели модерат центристи вако, кога гледа запалени коли со луѓе со маски на колите од озгора веејќи мексикански знамиња. Тоа нешто се нема, иако викам Лос Анџелес е таков град кај што е исто ко Њу Јорк, ко Лондон, мултикултурен, многу отворен град, сепак кога гледаш ти дека немаш американско знаме, а имаш мексиканско знаме и имаш изјави како еве сега е моментот да си ја вратиме земјава назад кај што си припаѓа. Да, чисто за тие што не знаат, Калифорнија заедно со Тексас, Ново Мексико и уште неколку земји биле дел од Мексико државата 1840 и некоја година, не ме земате да збор, па американците ги одзеле. Како и да е, јас се надевам мислески дека ќе имате прилика повторно да бидете на изборите на мидтермот како што го рековте во 2026 во САД, па ќе можеме да зборуваме. Го исцрпивме денешниот вечерашниот разговор. Одевме во Колумбија, во Британија, во САД, многу интересен разговор за тие што немале прилика за вас секојдневие, едноставно. Јас се надевам дека ќе имаме повторно прилика да се дружиме, дали кога ќе дојдете во Македонија, дали можеби преку линк некаков од Лондон, од Кали, од каде и да е. Благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, јас ви реков дека ќе имаме исклучителен гостин и тоа верувам дека ќе се согласите се оствари. Утре во 15 часот ќе може да го погледнете репризното издание. Јас ви закажувам нова седба утре вечер со мене и со нови гости точно во 22:30. До тогаш пријатно.